Сигурно 101,3 на 100. Шишево е едно од најубавите скопски села. Сува планина, реката Треска, кањонот Матка, води, ливади, шума. И на само 10 километри од Скопје. Средено село, со добри и вредни домакини, еснафни. Шишево е и многу чисто село. Речиси не видовме шут или отпадоци по патот и улиците. Така треба. Шишево веќе е и сака да го развива селскиот туризам. Но, затоа, потоа. Што е денес Шишево и што му фали? Како да не е во место на живење, кога се наоѓаме под планината Сува гора и потечението на реката Треска, воедно кажано дека едно од најубавите села во Скопска околија и не случајно на шала се каже дека се наоѓа меѓу две реки и две планини. Значи природата овдека сама го создава сето тоа и ние ги користиме нивните благодети. Имаме плодна вода, поле со тоа што постои канал кој што порано го одржаваше водна зеница, сега самото местно население, и цело поле плодно ни е под вода. Селување нема. Значи и помладите генерации сега прават нови домови, но, се разбира дека од едно семејство се повеќе браќа, сестри, така и се обновуваат нови куќи. Пошто ние сме мешови состав, значи околу 250 куќи, околу 1160 до 1200 местно население. Инфраструктурата цела е застапена. Значи имаме кој се вика нов асфалт, имаме кој се вика водовод, имаме канализација фекална и имаме улично осветлување. Моментално мислам дека фали кој се вика фекалната канализација, ова не е уште уклучена во прочистителната станица, се надеваме дека брзо ќе биде и тоа. Посебно сакам да нагласам дека односите спрема македонското и муслиманското население со албанците дека се во одлична состојба и соработуваме едни со други, бидејќи од тука сме староседелци. Значи немаме никакви проблеми сега за сега. Се надеваме и понатак. Се помагаме едни со други. Нивите се не една до друга, со тоа што на пример јас утре ако наводнувам неговиот мотор, пошто некои ниви ни се над каналот, си помагаме со дали он ми го поземи моторот или јас него, значи една соработа имаме одлична. Така со личната карта на селото. Ѓоко кажа, а и ние се уверивме. Во Шишево се живее сложно, со мали исклучоци. Во него има и македонци и албанци. За нив тоа и не е толку битно. Важно е да си добар комшија и човек. Амка е без сето тоа. И плюс другар. Вели се мачи. Ако, сладка мака. Добро ден, доктор. Здраво, Живо. Добро сме. Вие? Добри, фала Богу. Фала, ајде да имате. Како сте, што правите? Добри сме. Се изнамасивте малца? Ако Шишево Да не убаво издиркате. село е. Шишево е село што нема каде, ама не сме баш како што треба. Работници, мислам, ете така, младежот и работи и не работи. И мора вие стари. Мора, тоа што мора, нема тука што. Ама сака работа, секоја една работа си сака работа. Се мачиме. Графи ова граф, патлиџани едни и се мачиме за вода не е проблем. Јазо си го имаме убаво све, ама нема луѓе, не работат сите за да искочиме да работиме. Не ни е очистен, треба некој да ни помага колку што се може. Колку фолии? Немам 4-5. Луѓе си сака. Дај да видиме како е тоа. Ела. Кога ти го бил? Па за уште заедно 2-3 недели малце е покасно овој. Оти ете рано, сега што ќе правиме со 20 динара, се собирали пари, ali не е срамота, ама ете напака да јадем се. Ако Сортно се не? сортно е, да, сортно е. Нема цена толку што треба, колку што има мака, ама мора некој да работи. Кајте млади? Ги нема младите. Ајде уште спија. Не се букаме, не сегде ка мислам. Сегде е тоа. Или па надвор, или се
и крстајци, и граф. Ми помага малце и внуката понекогаш. Така. Ми носи вода понекогаш, ако треба и оба ќе влезе у редот, ќе чисти трава, едно друго. Така ти е животот во село. Така ти е животот во село. Кој сака да работи, може да си живее. Ама треба се работи. Треба се работи. Без работа нема. Без работа нема. Кој сака нека ти рече. Без работа нема. Колку работа? Колку работа, еве, ќе направам 60 и кусур години, тоа е, ама со земјата сме обстанали, со земјата сме обстанале. Сега зашто становме, ќе речам така, ајлази, младежот малце колку толку го нема тука, или на државна работа малку ги има, повише устранство и ете нашето така е. За крај, си помагате едни со други со мука? Фала Богу, тоа ни е најбитното. Треба стварно. цевка. Ау. Еве ми е комшијата. Еве ми е комшијата, тука ми е. Ама ми го чува куќата, му чувам куќата. Имат тука деца, стока, едно друго. Морам да му ја пазам, повише од мојата куќа и неговата. Ако не се свагавме до сега, немаше ни да не има. Ама фала Богу, тие со нас си го имат моабетот, ние со нив и така до сега сме обстанали. Си имаат и црква и џамија, со векови наназад, во исто село и под исто небо. Оваа црква, велат, постои над 700 години. Црквата е, името е Свети Атанасије, значи датира уште од 13 век, тоа е 700 години века. Прославата се, мислам, се одржа на 31 јануар. Зимски Свети Атанасије, да. И што се случува тоа? Па, нормално има секоја година кум си имат на денот. Се колат 3 овни, традиционално. Кумот си го избираме самите верници тука. Нема со надавање како на други места, некој така. Демократски, да. И мислам, да, си има ручек, секоја, мислам, тоа. Овните се го приготвуваат, тука се спремат. И за сите верници. Да, отворено е тоа за сите верници. Значи имаме и од надвор доаѓаат, не е само за мештаните од тука од Шишево. Значи има верници, не само за празникот како што е Свети Атанасије, значи секој празник што се чествува се собираме тука, сите верници. Значи ние сме мало село, значи поп немаме тука нон-стоп, значи ни доаѓа моментално сега од Ѓорче, од Сарајево, од црквата исто. Така да, значи го заокружаме и тој дел од верништвото. Тука земјоделието е главно. Кој во Скопје не знае за шишевските домати? Дури пазарџиите лажат на тезгите. Секогаш доматите демек се шишевски, а не е баш така. Се работи и друго. Пипер, грав, зелка. Се успева тука, ама си треба и работа. Така било со децении, векови. Епа, штом е така, а Шишево е стара населба, од каде дошло името? Бре, луѓе, никој во селото да не знае, или слушнале нешто, ама не се сигурни дали е тоа вистинското. Вистинска селска полемика. Добро утро. Добро утро. Добар ден. Добар ден. Ајде работа. Ала, да сум живи здрави. Од кај? Од нива. Цреши. Реши. Копаш или цреши беде? Реши беда. За јадење малку па копа. Ама малку ни забавна, фала Богу. Убаво е. Ќе биде поубаво. Убаво ќе биде. А што копаш? Подлизаме. Делат најдобар мусипарски. Да. Шо? Подлизаме. Најдобар е. Шишевски. Да. Повтори. Шишевски најдобар. Така, да. Сите пазари Шишево продава. А веќе ги од Албанија и од Турција. А вашиот е? Нашиот 15 динара. А да те прашам за името Шишево, шо се чува како ти дойде? Хај дошло тоа име? Тоа дамна е тоа. Питај Бога кога е. А си чул? Зашто, како?
старите, кои ги знаеќе. Горе било Шишево, не било овде кај. Е црквано, селото било. 90 куќи било, 99 само останали. А кои За галаби време. се најстари? А? Кои се најстари галаби? Па нашата фамилија, Јопче, Прневци тие, над. Така ја викат Прневци. После? Овој Ватановци тие. Тие се некои се најстари. После се вај другите така се ширело се село се прави. Случно доле ги симно. Па на колиба се ги сипи, па на зитке што биле стоката и тоа и народот. Е па добро, а селото од кога постои? Селото турско, од кога се знае. Е па како се викало тоа? Исто, од кога е постоја, од кога е Шишево се вика. Па пред 300 години имало Шишиња. Хај, тие би може имало, кој Има знае. стаклени сигурно. Стаклени? Доле не било кај Нема црква. пластика како сега. Селото не било тука, било Балони. горе парано. Колко е било? Под црквата. Кај црквата горе. А од кај се дојде ми галабиите? Од Порече? Тя да ги... Не, Кој ги знае? не знам наши порече дали знам, не ми се верува. Ги викале Срби Шишев. Матка, тој бугари? че, Да. Ето, А тоа е. викат од Зуње дека до. Не, од Здунја. Кој Може, знае? не знам ја. Ја Кој не ги знам, знае? дали од Здунја се не. А кои се најстари галаби тука? Сите се, Кој ги знае? Најстари фамилии? Од 9 куќи. ние сме Бошковска фамилија, 50 куќи сме да ги Ама си. Други? Срби е една. Трпчевски, они се презиваат. Златановски. Златановски, тие се големи фамилии што. Прмевци. Сега се растурили и тие више. Кои? Кои? Кицевци, Прмевци. Има. Томец? Не, Прмевци, да, така. Трпковски. Трпковци, Трпчевски. Веј, кога се презивате вие, бе? Трпковски. Трпчевски или Трпковски? Трпковски, они се други Трпчевски. А, 9 галаби. А толку? 9 ли? 9 куќи, така се ле, каже. Домот е главен во Шишево, а во оваа оаза царува Борче. Дојде тука, најпрвин скромно, според чергата или можностите, се вели во народот. И, после 10 години, неговата оаза стана зборно место за повеќето доктори и професори од скопските клиники и на љубителите на добриот, здрав залак од шишевските бавчи. Борче е интересен угостител. Зошто? Освен ресторанот, овдека справиме наши производи за во ресторанот. Гостите може да си дојдат. Која ми се свиѓа тиквица, патлиџан, пиперка и после тоа ги носиме во ресторанот и ги спремаме за нивна употреба. И тоа е све еколошки чисто. Здрава храна, тука нема вештачко ѓубрива, не ставаме, тоа си е само за ресторанот наш, по потреба. А сега моментално тиквиците готови се. Еве сега една тиквица ќе скинеме. И кај дека? И сега иде право во ресторанот, што треба да се спреми ова. Па ја мислам дека и во Македонија и во било каде да отидат како Шишевскиот домот нема никаде. Па за едно 20 дена би требало да стигнат овие доматите. Еве сега се зелени таму, за 20 дена би требало да стигнат. Па краставичките се тие сега има излезени се точно, може да скинеме и некоја краставичка сега. Модриот патлиџан ништо за 20 дена, за 10 дена ќе биде и тој. Да, еве краставички има неколку, може да скинеме сега и да направиме таму за трпезата. Имаме други тука зрзавати што треба, копар, нане, мајчина душица, имаме босилек, имаме рузмарин, тука се посадено заради потребата на ресторанот. Почесто од градот доаѓаат и врни личности тука, сите скоро биле тука. И убаво име си уживаат у храната. Највеќе тука доаѓаат заради храната. Да, сите. Од дипломатите, лекарите, па и обичните луѓе се ресторанот за задоволство. За мрзенци во една од емисиите рековме: кој не бил во јаворите и не бил во мрзенци, а кој не бил во оазата на Борче, како да не бил во Шишево.
А, да се биде во Шишево, а да не се јаде, не проба, да не се јаде шишевскиот домат, не знае ништо, ниту за вкусот, ниту за гурмалнакот, ниту за меракот. Да, меракот. Ајде, довидување од убавите села на Македонија.